Во Младинскиот културен центар Козија Куманово премиерно се прикажа филмот Кајмак на најнаградуваниот македонски режисер Милчо Манчевски. Станува збор за седми филм на Манчевски, кој е црна комедија или среќна трагедија за две семејства. Екипата ќе рече се работи за безмилосна критика на лицемерието на малограѓанштината. Кајмак по сценарио на Манчевски и европска копродукција, подржан од Агенцијата за филм на Северна Македонија, како и од филмските фондови на Данска, Холандија, Хрватска и Бугарија и од Панаевропскиот фонд Еуримаш. Кумановци кои синоќа ја проследија премиерата изразија задоволство што можат да гледаат филм на Манчевски, но и што МКЦ е активен со нови филмови. Какви се очекувањата вечерва за филмот на Манчевски? Па најубави. Сите до сега ги имаме гледано. И сакаме и овој да го гледаме. Треба да има повеќе овде и за помлади, и за постари, да има повеќе настани во Младинскиот културен центар. Како што било порано. Порано имаше две кина. И тука, и тоа другото, не знам како беше, напредок ли беше. Кино, театар имаше. Повеќе излегувавме. И младите беа повеќе на улица, на корзо. А денеска сите се во кафичи, внатре, на телефони, на компјутери, како што знаеме. Па еден град без кино, без театар, без спортски центри не е град. Како е обично Милчо Манчевски очекува на нешто убаво? Љубопитни. Дали сметате дека Младинскиот културен центар треба и година повеќе да се Обавезно. активира со проекти? Дај Боже да има. Да. Ово е за поздравување во секој случај. Се надеваме дека ќе биде добро. Ќе видиме што следува. Така, дали често одите на вакви настани? Па нема многу често доаѓано, но еве прилика да видам што како ќе биде. Па би требало, бидејќи со тоа ќе имаме и повеќе шанси на што да доваѓам и времето да го искористиме, нели, како што треба. Проекцијата на филмот Кајмак во МКЦ Козија Куманово ќе продолжи и вечерва во 20 часот.